Четврток, 18 часот и 15 минути, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Ви благодарам што и овој четврток, ова попладне, одбравте да бидете со нас и да го проследите и ова најново издание. На гости го пречекуваме министерот за локална самоуправа, Златко Перински. Нема да должам во најавата повеќе, ќе му се заблагодарам што ја прифати мојата покана. Министре, ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од Скопје ми е дома. Како сте? Честа е моја, ви благодарам на можноста, одлично. Благодарам. Вашето име периодов некако така звучно одекнува, било со проекти поврзани со градот, со локалните самоуправи, меѓутоа и звучно име како еден од потенцијалните кандидати за градоначалник, односно прв човек токму на главниот град. Пред година дена ја превземавте функцијата министер за локална самоуправа. Како сте задоволни од досегашното сработено? Па да, некаде крајот на јунија, практично како влада. Така, пред нецела година. Да, влеговме во конструкција во конструкција на владата, ги преземавме ресорите. Она што Министерството за локална самоуправа го имаше на располагање кога практично почнав јас мојата работа таму, беше навистина, би сакал грубо да звучам, но жалосно. Имавме состојби каде што, иако е исклучително битен ресор за нормално функционирање не само на локалните самоуправи, туку и општо за развојот од целата држава, навистина беа во целост неискористени потенцијалите на самото министерство. Имавме проблеми со кадровска неекипираност, имавме тотална неефикасност, имавме процеси кои што делумно и не беа ни започнати, ајде да кажеме вака, а тие процеси се од исклучителна важност поготово за регионалниот развој. Она што во изминатиот период го направивме, ги детектиравме сите слабости на предсем на ресорот и можам слободно да кажам и да се пофалам, иако не би сакал да звучи само бендисано, отпочнавме процеси кои што не биле отпочнати или не биле отворени повеќе од 20 години, и јас сум посебно горд на тоа, заради тоа што како екипа, како тим влеговме во Министерството и одлучивме дека нема да оставаме проблеми или да пикаме проблеми под тепих, туку ќе извадиме све на површина и ќе се потрудиме да решиме што е можно повеќе од нив. Делумно и ми го одговоривте моето следно прашање, а тоа е во каква состојба ја наследивте функцијата министер за локална самоуправа? Јас морам да бидам искрен како што и секогаш сум. Во суштина, Министерството за локална самоуправа можеби 15 на години не било доволно визибилно, иако повторно ќе кажам, третира многу две суштински теми, а тоа се локалната политика, креирањето на локалните политики и рамномерниот регионален развој, кој што е многу битен не само за Република Македонија, општо за сите држави, за да ги превенира сите оние појави кои што во моментот нам не тиштат, а тоа е концентрација на население на еден дел од државата, останатиот дел од државата практично се празни и селува, што е многу поразително и е главна одлика за неразвиена држава. Реков дека практично невизибилноста на овој ресор во изминатите години и како резултат на таа невизибилност сме на ова дереče на кое што сме. Можам слободно да кажам дека она кое што ние го направивме за релативно краток период, бидејќи стварно овие процеси се многу тешки и гломазни и големи за да се отворат, сепак ни треба време. Јас сум задоволен како функционираме. Мислам дека Министерството го доби своето место во рамки на владата, се слушаат предлозите, се прифаќаат предлозите и на крај на денот креираме политики во интерес на граѓаните. Ајде да видиме што правите во интерес за општините и во интерес за граѓаните. Се случи прв повик со кој што општините всушност добија пари или финансиска поддршка токму од владата или Министерството за локална самоуправа. Станува збор за 4,5 милиарди денари. За какви проекти всушност аплицираа најмногу општините во првиот објавен јавен повик за финансии од владата? Ова е една генеза на оние проблематични состојби кои што ги увидовме кога влеговме во овој ресор. Практично ние свативме дека
од една страна сме одговорни рамномерно да ја развиваме државата, за кој што сме сведоци дека не се случувало така во минатото, но од друга страна видовме дека имаме нерешени основни проблеми кои што ги тиштат граѓаните. И затоа одлучивме преку оваа интервентна мерка, преку централниот буџет, како влада да им ставиме на располагање на општините средства кои што врз основа на нивните потреби, врз основа на проектите кои што самите општини ги детерминираат како неопходност, ние како централна влада ќе им дадеме соодветни средства за да можат да генерираат капитални инфраструктурни проекти. Практично преку оваа интервентна мерка ние сакаме да ги премостиме сите оние основни проблеми кои што граѓаните, поготово во помалите и рурални средини ги тиштат, а тоа се немање на водоводни инсталации, немање на канализациони системи, немање на соодветна образовна институција, немање на детски градинки, немање на соодветна патна инфраструктура и така натака и така натака. Генерално, најголемиот дел од овие проекти кои што се финансираат преку првиот јавен повик, а се 288 на број, во висина, како што споменавте ви, од 4 милиарди и 580 милиони денари, се однесуваат на нова или реконструкција на постоечката патна инфраструктура. 225 од овие 288 се однесуваат на патна инфраструктура. Потоа како втор ресор по битност, ајде да кажеме, е ресорот животна средина, преку кој што финансираме 40 на проекти во делот на водоводна и канализациона мрежа, секако реконструираме и образовни институции, училишта, градиме 2 градинки и така натака. Значи, практично сакаме да интервенираме во она што е најнеопходно и што на граѓаните им е најбитно за достоинствено да кажат дека живеат во 21. век. Кога ќе ги завршиме сите овие процеси, кога ќе ја поставиме основата, тогаш ќе можеме да кажеме дека сега треба да почнеме да планираме рамномерен развој на цела територија на Република Македонија. Кои од општините се покажаа како најамбициозни во апликациите, во барањата за проекти токму на нивно локално ниво? Генерално немам замерка од ниту еден градоначалник, навистина во најголем дел сите си ја изработеа работата на соодветно задоволително ниво. Ако вашето прашање се однесува која општина најмногу проекти доби, тоа е, мислам, општината Шуто Оризари, каде што аплицираше и доби 24 проекти. Мислам дека во најголем дел се однесуваа на патната инфраструктура. Најмногу средства доби, мислам, општина Куманово, заради тоа што се однесува, видете, средствата ние ги детерминираме врз основа на 2 критериуми. Првиот е пер капита, согласно последен попис, и вториот е да градоначалниците приложат целосна техничка документација со проектот кој што го аплицираат, и врз основа на тоа Куманово како најбројна општина доби највеќе средства, мислам дека нешто повеќе од 240 милиони денари. Имате ли како министерство увид до каде е реализацијата на овие проекти од првиот јавен повик? Се случиле проекти, односно се поддржали проекти еве во насока на зачувување на животната средина, можеби побараа ли општините така? Апсолутно да. Генерално кога станува збор за капитални инфраструктурни проекти, или директно или индиректно секако влијаете и придонесувате за подобра и поздрава животна околина. Владата, за да го следи степенот на реализација на овие инфраструктурни проекти, формираше координативно тело. Тоа координативно тело го предводи министерот за локална самоуправа, а во него членуваат представници од сите ресорни министерства преку кои што се слеваат средствата од централниот буџет до самите локални самоуправи. Тоа координативно тело навистина активно е вклучено во целокупниот процес и одблизу го мониторира, ја мониторира незината реализација. Постојано сме ние во заседание, онаму каде што има проблем, секако ускочуваме и помагаме да се надминат премостот за да реализацијата и имплементацијата на проектите не престане, не застане, туку да се одвива со предвидената динамика. Јас сум навистина задоволен заради тоа што од овие 288 проекти кои што ги споменавме, веќе 251 се или со склучени договори за изведба, или во завршна фаза од постапката за јавна набавка, а веќе 50-60 од нив и се воведени во работа, со оглед на тоа што имавме зимски период, каде што многу тешко да изведуваате градежни работи заради временските услови. Јас очекувам за многу брзо време граѓаните да ја видат полезност од целиот
од целиот овој проект заради тоа што навистина очекуваме еден градежен и економски бум. Објавивте неодамна и втор повик, јавен повик за финансирање. Значи ли тоа дека овој повик ќе биде всушност продолжување на првиот повик? Кој се може да аплицира и како може да се аплицира за овие финансии? Знаете како, ние ветивме дека како влада ќе бидеме партнер на локалните самоуправи затоа што за нас се исклучително битни бидејќи тие се прва брана во комуникацијата помеѓу граѓаните и ајде да ги наречеме политиката. И мораме да понудиме соодветни услови за живот во сите локални самоуправи за да превенираме иселување кое што не само нас, сите земји од регионот, па можам да кажам и од Европа ги тишти. Како влада ветивме дека ќе имаме јавни повици секоја година, тоа и го правиме. Минатата година беше првиот, оваа година е вториот, оваа година е во висина од 15 милиарди денари, значи многу сериозна и значителна сума за локалните самоуправи. Ставени им се на располагање 15 милиарди денари, исклучиво можат да ги трошат за инфраструктура, значи за подобрување и проширување на инфраструктурата, и на тој начин мислам дека и како ќе се подобри секојдневието на граѓаните во рамките на нивните локални самоуправи. Секако може да учествуваат сите општини во Република Македонија и општините во градот Скопје. Скопје како град мора системски да се решава, не може да се решава преку интервентна мерка и во таа насока владата, исто преку централниот буџет, ќе понуди решенија за сите акутни проблеми кои што во моментот нас како скопјани не тиштат. Колку скопските градоначалници се расположени за соработка токму за развојот на нивните локални самоуправи? И како се расположени затоа што сите сме свесни дека влегуваме во изборна година која што се однесува на локално ниво и не само скопските градоначалници, туку јас би рекол сите градоначалници во Република Македонија се навистина расположени и навистина ја поздравуваат оваа мерка, иако на почетокот од некои индивидуалци, да кажеме, бевме обвинувани дека сето ова е предизборен подкуп и така натака, или дека ќе се селективно делат овие средства. Кога се случија договорите помеѓу ресорните министерства како представници на владата и локалните самоуправи, практично таа теза падна во вода, бидејќи сите 99% од градоначалниците добија средства без разлика на нивната политичка припадност. Ние од прв ден велевме дека во оваа мерка нема грам политика, туку оваа мерка е насочена исклучиво кон подобрување на секојдневието на граѓаните. Периодов токму жителите, граѓаните на скопските општини имаат прилика и можност одблизу да го запознаат министерот за локална самоуправа. Имено почнува една иницијатива или кампања каде што срцето е дома. Всушност станува збор за една иницијатива која што ја спроведувате заедно со првите луѓе на општините. Точно. Вие ќе ни кажете одблизу малку повеќе за тоа, која е целта на ваквата иницијатива. Ве обвинија дека всушност ова почнувате предизборна кампања, па ајде малку да ги разјасним работите. Апсолутна небулоза. Како е, кога еден министер сака да си работи својата работа, за која што зема плата од граѓаните, и некој да го обвини дека е предизборна кампања, треба тој другиот да се запраша дали е соодветна таква теза да се постави. Јас уште на почетокот на оваа емисија реков дека работата на Министерството за локална самоуправа е да креира политики на локално ниво и на регионален развој. Ние имаме обврска да се сретнуваме со градоначалниците, од една страна, бидејќи тие се оние кои што ги спроведуваат законите за кои што ние како ресор, како Министерство за локална самоуправа сме одговорни. И нормално е да разговараме на дневна основа, повторно ќе кажам, без политика, без разлика од која политичка партија доаѓа градоначалникот, за да ги согледаме сите слабости во постојните законски решенија. Кој сака и што сака нека ме обвинува, јас од ова не отстапам ни милиметар затоа што ова е моја должност да го правам. Од една страна правиме посети во локалните самоуправи и имаме прилика да разговараме со креаторите на локалните политики, како што се градоначалниците и членовите на совет, а од друга страна ја користим истата можност па да ја слушнеме и другата страна, а тоа се секогаш граѓаните. Да ги видиме кои се нивните желби и потреби врз кои што може локалната самоуправа, општината да помогне, придонесе да се надминат, или пак централната власт да помогне со некоја мерка истите да се отстранат. Значи, ова е единствен и исклучително
битен механизам за креирање и спроведување на успешни политики. Ако ние се затвориме во канцеларии и од канцеларии креираме мерки кои што треба да ги живеат граѓаните или локалните самоуправи да ги спроведуваат, ќе бидеме на оваа дереџа на кој што сме денеска. Ние затоа решивме да излеземе, да разговараме со сите чинители кои што ја тангираат локалната самоуправа пред се и да ги најдеме најсоодветните решенија. Иницијативата ја започнавте во Скопски аеродром, каде што се сретнавте со првите луѓе на локалната самоуправа и секако со граѓаните, потоа чина продолживте во Газибаба, а следно вие Ѓорче Петров. Што покажува теренот, колку општините се транспарентни во однос на сработеното досега кон своите граѓани, жители? Генерално, сите средби кои што ги имавме досега и со советниците и градоначалниците и со граѓаните се на многу високо ниво и навистина имаме многу соодветна, отворена и транспарентна комуникација со сите чинители. Она што мене најмногу ме мотивира е тоа што трета општина ми е која што ја посетувам денеска, повтор пат ќе бидам во Ѓорче Петров на средба со граѓаните. Меѓутоа вчера ми потенцираа дека досега ниту еден министер за локална самоуправа не ги посетил ниту Ѓорче Петров, ниту општина Газибаба. На 2 од 3 средби беше потенцирано ова. Не знам зашто било тоа така, навистина не можам да објаснам, но тоа е што е. Генерално и ние како локална самоуправа, како Министерство за локална самоуправа, им помагаме на самите локални самоуправи да бидат што е можно потранспарентни во насока на промоција и креирање на политики кон граѓаните, заради тоа што не може да имате успешен градоначалник со незадоволни граѓани. Секогаш, ако ние можеме да ги креираме политиките заедно со чинителите, сметам дека е соодветно градоначалниците да креираат буџети и политики и мерки кои што ќе соодветствуваат со желбите и потребите на граѓаните. Ако нема таква отвореност и транспарентност, мислам дека градоначалникот сам по себе си се изложува на неуспех. Секако како ресор ние му возможуваме и алатки заедно со нашите странски донатори во моментот како што е УСАИД, кој што им дава кодекс на транспарентност по кој што би требало локалните самоуправи да се придржуваат, истиот да го преточат во нивните статути и согласно тие препораки да работат за да имаат што е можно поголема отвореност и визибилност пред сопствените гласачи. Господине Перински, ја пофаливте соработката со првите луѓе на општините, меѓутоа каков е ентузијазмот, каква е волјата на граѓаните токму на тие непосредни директни средби со првиот човек на локалната самоуправа, со оној кој што треба да биде запознат со сето оно кое што се случува во општините? Се обраќаат ли директно или Да, тој дел од прашањето не ви го одговорив, се фокусирав повеќе на средбите со градоначалниците и со членовите на советот. Тоа сакав да кажам на почеток дека јас сум исклучително задоволен од кооперативноста на граѓаните и навистина ми е драго кога ги гледам дека се срекни што некој дошол да ги слушне. Во суштина ние имаме премногу локални проблеми кои што пробуваме на некој начин да ги отстраниме. Евете и со првиот јавен повик, сега и со вториот јавен повик, секако и со средствата кои што на самите локални самоуправи им се дојдени од сопствени извори на финансирање, бидејќи какви или такви локалните самоуправи имаат и сопствени буџети. Обично дискутираме за оние проекти кои што им се најнеопходни да им се реализираат, да им се направат, да им се креираат во рамки на нивните во рамки на околината на нивното живење и ние навистина посветуваме труд сето тоа да им го овозможиме. Зашто? Заради тоа што долго време беше потиштен македонскиот народ и долго време овој систем не работеше во интерес на граѓаните. Ние сме должни таа слика да ја смениме. Деновиве, односно периодов кој изминува, актуелни се измените на Законот за локална самоуправа. Колку градоначалниците соработуваат во тој дел, односно колку има ли поддршка од градоначалниците за предлог измените на Законот за локална самоуправа? Пред да го одговориме тоа, ќе кажеме што вклучуваат измените. Токму така, измените на Законот за локална самоуправа се базирани на 3 столба и 4, ќе набрам 4 столба. Првиот столб е можноста за зголемување на транспарентноста и отчетноста на градоначалниците и одговорноста кон граѓаните. И тој столб, да речеме, ни ја детерминира можноста за референдумскиот повик на градоначалник.
Вториот дел се однесува на препознавање на комуналниот надзор во рамки на изворните надлежности на општините. Третиот столб ни е зголемено учество на граѓанскиот сектор, токму она за кој што пред малку зборев, а тоа е креирање на локални политики, локални буџети во сооднос со потребите и желбите на граѓаните. И четвртиот пилар ни е намалување на разликите или диспаритетите помеѓу развиените и неразвиените локални самоуправи. Можам слободно да кажам дека како можеби никогаш до сега во Република Македонија, меѓу градоначалниците и нас како Министерство за локална самоуправа има консензус по прашањето за референдумско отповикување на градоначалник. Ние процесот го водиме максимално транспарентно, затоа што станува збор за еден системски закон за кој што за да интервенирате во него ви треба двотретинско мнозинство и Бадентерово мнозинство. И затоа предвидовме 4 јавни дебати во кои што присуство земаа сите градоначалници на сите општини. Најголем дел од нив и присуствуваа. Секако беше поканет и граѓанскиот и невладиниот сектор, бизнис секторот, за да ги слушнеме сите чинители и сите заинтересирани страни кои што овој закон ги тангира. Максимално отворена и транспарентна дискусија, сите предлози се слушнати, процесот на консултативен дел од фазите заврши, сега влегуваме во креирање на предлог измените, очекуваме за многу кратко време да ги завршиме, заради тоа што веќе се апсолвирани сите оние недоследности и јас очекувам да некаде после 30 март влеземе во фаза на валидизација на истите во собрание. Претходно секако ќе имаме и консултативни средби со сите политички чинители, сите политички партии кои што се присутни во собранието, за да им ја објасниме полезноста зашто го правиме ова. Сметам дека е наша обврска тоа да го направиме, да им се објасни целата состојба и јас навистина не очекувам дека би имале некакви проблеми кон носење на ново законско решение во дел на закон. Еве конкретно за референдумското изјаснување на граѓаните, ова како да одекна периодот во медиумите како предлог измена на самиот закон, всушност граѓаните тоа го прифаќаат, меѓутоа како го прифаќаат оние од другата страна кои што ќе треба да се отповикуваат ако се изберат? Имено на тоа мислев кога реков дека консензуално имаме практично консензус имаме за ова прашање. Ова на прва вака може би делуваше малку скептично за градоначалниците, но ова алатка, ова инструмент на демократско изјаснување на граѓаните не е казна за градоначалниците. И не треба така да се свати, ниту да се третира. Токму затоа ги искористивме овие 4 јавни дебати да отворено поразговараме и објасниме зашто сакаме да направиме. Во суштина, градоначалниците имаат обврска да испорачаат резултат кон граѓаните кои што им ја дале довербата. Доколку не дај Боже се случи или повтори некоја состојба како што во моментот ја имаме во градот Скопје, истите тие граѓани кои што на некому дале доверба, ние им даваме алатка да им ја одземат таа доверба, тоест да не ги трпат последиците до истек на нивниот мандат. Јас сметам дека ова дополнително ќе ги мотивира сите градоначалници да бидат што е можно потранспарентни, што е можно поотворени, што е можно посоработливи со своите гласачи, па дури и со оние кои што не ги гласали, и тие се граѓани на нивните општини. И во таа насока ги правиме ние овие измени. Кога се тоа го разговаравме, на крај на денот градоначалниците се доблесни луѓе, имаат свој образ и знаат дека треба и имаат обврска да испорачаат резултати. Тука сме исклучително многу внимателни, затоа што не сакаме да оставиме оваа можност да се злоупотребува на политичка основа, тоест не сакаме да оставиме ризик за креирање на некаков потенцијален политички циркус, па секој месец да некого отповикува. Апсолутно не. Овие препораки кои што доаѓаат и од Венецијанската комисија се во насока на спроведување на референдумски отповик за градоначалник само во исклучителни состојби.
Така, она кое што беше интересно и кое што ви го извадија како изјава е тоа дека ова нема да важи ретроактивно, односно ќе започне со новите градоначалници, со изборот на новите градоначалници. Апропо на муаветот, јас ќе се надоврзам каква е соработката со градот Скопје? Нема со соработка. градската администрација? Нема соработка. Ние имаме пишувано многу дописи до градот Скопје заради тоа што граѓани се обраќаат до нас. Јас имам отворено еден мейл со кој што комуницирам со граѓаните, spodeli@mls.gov.mk и на тој мейл добивам пораки од сите општини, од граѓани од сите општини, во најголем дел добивам и од граѓани од Скопје. Сите тие работи ние ако не се во наши ингеренции ги проследуваме и инсистираме со одветната институција под чија што се ингеренциите за да се отклони или надмине тој проблем да го направи. Неколку пати сме пробале да стапиме во контакт со градот Скопје, не сме имале можност. На сите овие средби и на консултативните средби биле поканети, никој никогаш не се одзвал на поканите. Мислам, ние сме навистина Што им останува на граѓаните кои што се жалат конкретно на јавниот превоз, на загадувањето и на многу други предизвици проблеми токму во главниот град, да ги чекаат изборите? Што Постојните законски решенија не им го даваат механизмот сега во моментот референдумски да отповикаат било кој градоначалник. Токму затоа ги иницииравме овие законски измени. Во суштина не се само незадоволни граѓаните, тука се незадоволни и градоначалниците на локалните самоуправи во рамки на градот Скопје заради тоа што иако немаат ингеренции, мораат да постапуваат за да им помогнат на граѓаните да живеат во некои понормални услови, иако за жал во Скопје сега во моментот сите услови, они основни обврски кои што ги има градот Скопје према граѓаните не ги испорачува. Едноставно системот е така сега поставен, од кога ќе го смениме законското решение, граѓаните ќе имаат можности да превенираат вакви појави во иднина. На што конкретно како влада обрнувате повеќе внимание периодов, на кои клучни проблеми и предизвици со кои што се соочуваат општините во главниот град? Па генерално ние сме фокусирани на поддршка на општините во насока на подобрување на инфраструктурата, како што ви кажавме во делот на овој прв и втор јавен повик и сметаме дека можноста што им е дадена сами да одлучуваат во кој дел ќе се насочат финансиски да интервенираат е практично голема слобода во насока на тоа да, бидејќи они си ги знаат сите своји слабости и каде треба најдобро да ги насочат парите. Во суштина, ние како централна влада и како развиваме системски пристап во надминување на сите аномалии кои што го тиштат главниот град како фокус. И ова кажувам системски затоа што навистина и така мора да се делува, бидејќи и проблемот со загадување, и проблемот со јавниот транспорт, и проблемот со немање на зеленило во градот Скопје, и проблемот со несоодветно одлагање на отпад, ја генерираат и меѓусебно се поврзани тесно и генерираат страшни проблеми кои што не тиштат највеќе, а тие се однесуваат во делот на загадувањето. Значи, ако сакате и конкретно можам да ви кажам што и во која насока се размислува на градење на 2 конгенеративни централи од страна на централниот буџет, едната некаде да е во делот на поранешната фабрика Охис, другата да е некаде во рамки на Зајчев и тој тука потек, за да можеме да донесеме топловодна инсталација во дел на парно грејење до потенцијални 60.000 домаќинства. 60 до 65.000 веќе се приклучени на постоечката топлификациона мрежа и останатата третина, околу 60.000 домаќинства, да ги субвенционираме со котли, котли за загревање, кои што ќе имаат 95% искористеност на топлинска енергија и на тој начин системски, трајно и долгорочно да го надминеме проблемот со загадување во главниот град. Често пати знаете да напишете, да не прокоментирате дека денес конкретно владата е партнер рамо до рамо со локалните самоуправи. А колку тоа е така во пракса? Па, знаете како, лесно е тоа да се напише, тешко е да се покаже дека е така. Со она што ние им ги дадовме овие средства на општините, сами да ги располагаат, сами да ги имплементираат. Прво им помагаме во делот на децентрализација. Второ им помагаме во делот на градење на нивни капацитети за спроведување на многу поголеми активности. И трето им помагаме да ги надминат сите суштински проблеми.
немало ниту една влада во минатото која што волку средства одвојува на локалните самоуправи во насока на подобрување и зголемување на квалитетот на живот. Јас покрај тоа што пишувам, мислам дека со се ова што во предмалку го изложив и како на дело се покажа дека оваа влада е И споменавте искрен партнер. децентрализацијата, како ќе ја оцените денес децентрализацијата? Колку општините се... Децентрализацијата, ако збориме во дел на надлежности, јас мислам дека се многу соодветно поставени согласно нашите можности и потреби и генерално немам некоја дискусија вака со градоначалниците да некој смета дека плюс некоја надлежност треба да се децентрализира. Најголемите дискусии, најголемите како да кажам, убедувања и преговори се во делот на фискалната децентрализација, но тука секогаш треба да се збори со аргументи од двете страни, затоа што од една страна треба да се гледа капацитетот на централниот буџет кој што има уврска да ги сервисира, да го сервисира системот на државата, и од другата страна треба да се гледа капацитетноста на општините да си ги соберат сопствените извори на приходи, сопствените извори на финансирање, како што се комуналните такси и даноците на имот. Така да, мислам дека тука малце треба да се поправи сликата, заради тоа што на годишна основа самите локални самоуправи губат од 100 до 120 милиони евра, заради тоа што несоодветно си ги колектираат сопствените извори на финансирање. И ова не е критика, да не ме сватите погрешно, треба паралелно да работиме сите нивоа на власт за сите овие работи да ги искоригираме и во иднина. Мислам дека е навистина лудост 100 до 120 милиони евра да ни одат во ветер, а во тие 100 до 120 милиони евра ќе може да се реализираат 300-400 инфраструктурни проекти. Амбициозно и нескромно ја истакнувате секојдневно вашата амбиција да се тркате за прв човек на градот Скопје. Колку ќе биде предизвик за вас градоначалничката трка? Градот Скопје секако е предизвик затоа што прво е метропола и второ е навистина сам по себе исклучително комплексен систем кој што навистина треба искуство за да се менаџира. Јас сум бил дел од тие процеси, имам искуство што ми дава мотивација дополнителна. Секако сега третирам една материја која што практично ја опфаќа и локалната самоуправа и законот за град Скопје е материја која што ја уредува Министерството за локална самоуправа, така да тука дополнително имам, ајде да кажеме, предност бидејќи имам прилика 8 месец да бидам министер за локална самоуправа. А кога на сето ова ќе се надополни и сите оние предизвици и проблеми кои што во моментот го тиштат главниот град, ќе биде исклучително тешко, но тоа е практично и дополнителна мотивација за да се ангажираме за да се надминат час поскоро проблемите. Има ли Златко Перински визија за модерно, за европско Скопје? Златко Перински има многу опширна визија за градот Скопје. Ако сакате, можеме да одиме и во детали. Па може дел да откриеме, ајде, пред нашите слушатели. Да кажеме, оно што мене ми е императив, а што треба во градот да се реши, за да се надминат круцијалните проблеми, практично треба прво јавниот превоз да се реши на целосно ниво, не само со воведување на една или парцијално една и пол линија. Тоа ќе реши многу проблеми, и во дел на паркирање, и во дел на загадување. Треба да се предвидат зелени коридори по трите реки, Вардар, Серава и Лепенец. 50 метри од двете страни на коритата треба да има зелени коридори за да може да има проток на воздух. Треба да има една карта, еден билет за автобуска линија и со тој билет да може да се изнаемува и електронско возило, електронски тротинет. И треба да има големи станици за изнемување на електронски велосипеди и тротинети на сите поголеми автобуски станици во градот Скопје. Така се решава системски. Не се решава парцијално со една линија од Лисиче до Ѓорче. А за другите три ќе размислуваме во децениите што следат. Така, меѓутоа, нели сметате дека оној кој што ќе дојде за прв човек на градот треба всушност најпрво да започне со решавањето на овие проблеми кои што се наталожени? Токму тоа и ви го кажав сега. Значи, ние не можеме да градиме илузии дека ако пуштиме една линија која што ќе ги поврзува Лисиче и Ѓорче, ќе го решиме јавниот превоз во Скопје. Не се решава така јавниот превоз во Скопје. Не може да се надминат проблемите со несоодветно одлагање на отпад кога во моментот во комунална хигиена имаме 3 функционални камиони. Ќе се решат ли овие проблеми во еден мандат? И како. И треба да се размислува за системски и стратешки долгорочно да се планира развојот на градот. Ниту еден
ова е можеби единствен град кој што во моментот нема генерален урбанистички план. Колку вас Скопје ви е дома? Немам јас друга дома освен Скопје. Го чувствувате ли навистина како дом и каква е сликата денес за Скопје? Како го паметите вие Скопје претходно? Се она што не е сега. Јас сум растен на скопските улици. Јас немам еден ден поминато надвор од градот Скопје. И целото мое минато спомени се врзани за Скопје. Моето детство во делот на основното училиште и во делот на средношколските денови беа бајка и мене ми е навистина жал што модерниве генерации немаат ни прилика да почувствуваат како ние сме живееле. Навистина една прекрасна слобода, ноќен живот феноменален, дружење. Каде потврливме за денес да е оваа слика на главниот Јас град? на почетокот на интервјуто ви кажав каде потврливме. Имаме ресори кои што не биле на висината на задачата. Регионалниот развој во Република Македонија воопшто не се спроведувал. Затоа Скопје, кое што не е димензионирано за овој број на жители, кој што на дневна основа ги прима, сите се доселуваат овде. Проблемите се во тоа што ние не ја развиваме државата рамномерно. Ние оставивме 70% од оваа држава да ни се исели заради тоа што немаме водовод, немаме канализација. И сите луѓе, без исклучок, си го бараат спасот да се преселат во поголемите центри, како што се Скопје, Битола и така натака и така натака. Тоа е аномалија на системот. Не можеме да ги окривиме ние граѓаните зашто се концентрираат во големите градови. А Скопје како град не е димензиониран за волкава публика. Памете ли Скопје подобри денови? Какви се спомените, вашите спомени со главниот град? Па премалку ви ги кажав, сите денови до пред некоја година се подобри од овие во кои што сега ги живееме. Значи Скопје во Оптимист ли моментот, сте дека ќе видете, јас се променат на подобро работите? 1 милиметар ако изгубам од желбата, од волјата, од амбицијата, јас сам ќе се повлечам. Ја немам што да барам во политика ако не сметам дека ќе ги сменам работите на подобро. Не сум ја од тие политичари кои што немаат што да прават во животот и им треба функцијата за да се сликаат. Добро, и други ова го ветува, па ќе видиме, Другите за ќе себе кажат нека се изберат, граѓаните. јас можам за себе Господине да кажам. Перески, колку како Министерство за локална самоуправа сте транспарентни и отворени? Ќе ја споменеме овде платформата Сподели, со која што нели остварувате контакт директен со граѓаните. Ајде да објасниме малку повеќе за тоа. Тоа е она што го спомена во делот на пробување на воспоставување на комуникација со градот Скопје. Практично платформата Сподели ни е алатка која што ни овозможува достапност на граѓаните кон институцијата. Јас лично ги третирам сите мејлови и сите пораки кои што ги добиваме на таа страна и навистина се трудам што е можно повеќе да направам за граѓаните за да ги надминат предизвиците за кои што ми пишуваат. Во голем дел од работите кои што стигаат како проблеми од граѓаните не се однесуваат на ресорот на локална самоуправа и навистина се трудам по пат на медијација со останатите сектори да ги надминеме и да им ги решиме истите. Лично јас контактирам со луѓето кои што се обраќаат на мејлот Сподели и јас се надевам дека оние со кои што сум разговарал до сега се задоволни. Така продолжува иницијативата каде што срцето е дома, односно кампањата. Што е предвидено, ќе ги опфатите сите скопски, односно ќе ги посетите сите скопски општини? Која општина е следна? Вечерва сме во општина Ѓорче Петров на средби со граѓаните. Вчера бевме нели со градоначалникот и со членовите на советот. Денеска ќе ја слушнеме другата страна, а потоа одиме во општина Чаир. Таму по исти принцип ќе ги работиме посетите. Потоа ќе следуваат останатите скопски општини и потоа одиме надворот од Скопје да видиме што се случува и таму. Периодов имате навистина набиена агенда, настани, проекти. Кои следни проекти ќе да ги очекуваме од Министерството за локална Не ни е самоуправа? проблем на што агендата е набиена, тоа е очекувано да е така. Ќе ве прашав како ги полните батериите, како се носите со сите овие обврски. Стварно воопшто не ми е проблем тоа што голем дел од времето не сме дома и работиме она за кое што сме нафатиле, се додека гледаме дека нешто се случува на терен. Се случува ли? Апсолутно да. Апсолутно да. Ви реков 60 проекти од првиот јавен повик се градат. Кога имаме непродуктивни активности, тука е проблемот.
Значи, ние во изминатото бевме сведоци дека 7-8 годишни буџети на државата се потрошија, една шајка не се закон. Работата треба да се движи напред со продуктивни активности. А нашите следни активности секако се фокусни е ставен на во делот на измените на законот за локална самоуправа, процесот на дигитализација, кој што за жал во изминатите така, години... тоа не го споменавме? Да. Во изминатите години беше спомнуван можеби повеќе како флоскула, некако сите збореа за процес на дигитализација, а во суштина ништо не е направено. Ние како министерство немавме веб страни кога влеговме во владата во јуни, а генерално тука сме на иста линија со сите странски донатори кои што навистина ни се исклучително битни пријатели и многу ни помагаат во овој процес. Заедно со мојот колега министерот за дигитална трансформација Андоновски работиме на дигитализирање на сите услуги на сите локални самоуправи кои што ги испорачуваат кон граѓаните. Сакаме да ги закачиме на единствениот портал кој што е наречен e-услуги, за да можат полесно да ги добиваат услугите од своите општини. Тоа ни е навистина битно заради тоа што на тој начин не само што ќе ги отвориме услугите поблиску до граѓаните, туку и ќе превенираме корупција, заради тоа што како паралелен процес на дигитализацијата на услугите, планираме да им овозможиме ажурирање на базите на даночни обврзници и овозможување на наплата на данок по електронски пат. И тука веќе ќе го превенираме субјективитетот на градоначалникот, дали сака или не сака да издаде даночно решение, едноставно ќе не може да влијае, туку софтвер ќе го прави тоа. И на тој начин мислам дека и ќе им ги зголемиме приходите од сопствени извори на финансирање. Така да отворивме доста процеси во делот на рамномерниот регионален развој. Исто така работиме интензивно со нашите пријатели од Република Словенија за нивните позитивни искуства да ги пренесеме кај нас, за земјата кога ќе стане членка на Европската Унија, бидејќи овие билатерални проблеми некогаш мора да завршат, биде капацитетно спремна во насока на можност за искористување на сите оние кохезиони фондови кои што на сите земји членки им стојат на располагање. Што ќе им порачаме на граѓаните, освен да бидат потрпеливи во решавањето на клучните проблеми во главниот град? Па јас навистина, бидејќи јас се ставам како граѓанин, сите позиции нам ни се минливи на крајот и ние сме исти со граѓаните, не сме ништо поразлични и исто ги живееме во истите услови каде што живеат и они. Јас сакам да им порачам да навистина бидат спокојни и доаѓаат многу подобри денови за Скопје. Ви благодарам за времето, ви благодарам за разговорот, ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома. Ќе ви посакам плодна, успешна работа и секако остварување на вашите амбиции. Ви благодарам на можноста. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Разговараме токму за локални теми кои што не засегаат сите нам, жителите на градот Скопје. А за таквите теми говориме токму со првиот човек на Министерството за локална самоуправа, Златко Перински во Скопје ми е дома. Се гледаме наредната седмица. Вечно